Добро вечер. Четврток отворено студио. И веднаш да ви најавам дека нови драматични мигови пред и во судот. Веќе се отворила мерката притвор за собственикот на Дурмотурс, со чиј автобус се случи несреќата во која загина 15 луѓе на патниот правец Скопје-Тетово. Истовремено се уште трае распитот на Тони Јакимовски, еден од најблиските соработници на Сашо Мијалков, но овој пат за тој и уште четворица се осомничени за проневера на така наречените спецфондови на на ДБК, односно УБК. Нашиот Игор Стефановски е пред суд и накратко дали заврши распитот на мокриот човек и соработник на Мијалков Тони Јакимовски. Не заврши, тој се уште на распит пред судија на претходна постапка. Тони Јакимовски треба да одговара на прашањата пред судијата на претходна постапка. Поранишниот шеф на кабинетот на Мијалков во управата за безбедност и контраразузнавање. Тој заедно со уште тројца службеници во УБК се осомничени дека незаконно ги трошела парите од спецкасата на управата за безбедност и контраразузнавање и во период од 10 години тие вучетот го оштетиле на УБК за речиси за повеќе од 820.000 евра во период од 10 години, со што на крајот од годината архивата на трошењето на парите исчезнувала, односно не била ниту пријавувана кај директорот на управата за безбедност и контраразузнавање, ниту пак имало записници од истите, односно исчезнувале од УБК. Тоа што го напомена обвинителството за организиран криминал и корупција дека бара притвор, четворица се осомничени во оваа истрага за трошењето нелегално на парите на УБК, а во овие моменти се уште тече распитот пред судија на претходна постапка, имено во периодот од 10 години во 172 наврати, како што потенцира обвинителството за организиран криминал и корупција. Осомничените зеле пари од спецкасата на управата за безбедност и контраразузнавање, со што се потенцира дека така се оштетил буџетот за повеќе од 800.000 евра. Се уште трае распитот, Чомовски. Игор, за исто така важната вест дека се приведени петмина и осомничени петмина за несреќата, автобуската несреќа во која загина 14 или 15 наши сограѓани во вестите во 20 часот. Само уште дали собственикот на Дурмотурс се однесен во притвор? Како и на неговиот работник, односно управителот на фирмата Дурмотурс, за трето осомничениот кој што е дел од техничкиот преглед, односно центарот во Косовор, каде се исто така е собственик Дурмош Белдули, како и на Дурмотурс. За трето осомничениот е определена мерка домашен притвор, додека пак за седмо осомничениот мерките за предпазливост кои што ги бараше обвинителството за организиран криминал и корупција. Во овие моменти се уште трае распитот на преостанатите тројца осомничени, двајца работени во техничкиот центар, како и возачот на автобусот во кој загина 15 години. Игор Стефановски, во 20 часот ќе го гледате со детален извештај за двата судски распита, едниот за Тони Јакимовски, најблискиот соработник на Мијалков, на Сашо Мијалков и проневерата на дел од средствата на специјалните фондови, како и за сомневањата, односно за тоа дека во сообраќајната несреќа главен виновник е неисправноста на автобусот и брзината со која е управувано. Игор, ти благодарам, се гледаме. Инаку, поштувани гледачи, ми се чини дека стекот на околности ни наметнува размисла дали и на каков начин ќе се движат цените на енергетиците на домашниот пазар, до толку повеќе што веќе е определен Евана како генерален снабдувач, но има индикации кои зборуваат дека недонесувањето на измените на законот за енергија и пред се за нафтени производи може монополската позиција на ОКТА да ја доведе во супермација и после
8. мај, ако не се лажам, да добиеме монополски цени од ОКТА. На оваа тема, како и за револтот на граѓаните кои беа незадоволни од тоа што плаќа паушали на БЕК, мој вечерашен гостин е Марко Бислимовски, шеф на Државната регулативна на Комисијата за енергетика. Ви благодарам што дојдете. Бислимовски, пред се во пакетот кој Иванов го одбил да се подпише, се и измените во Законот за енергетика. Дали тоа може да ги поремите и плановите и може да ни се случи од 8. мај ние да добиеме условно директен монопол поголем на ОКТА со снабдувањето на нафта и нафтени деривати и цените да бидат диктирани од ОКТА наместо од Државната регулативна комисија. Регулаторната комисија за енергетика во текот на месец февруари поднесе иницијатива до владата на Република Северна Македонија за измени и дополнување на Законот за енергетика. Ние со таа иницијатива побаравме да се измени Законот за енергетика во делот на начинот како ги определуваме цените за бензинот, за дизелот во нашата држава, со цел од постоечкиот закон, каде што е дефинирано дека ние определуваме цени за рафинериски цени, а фактичката ситуација апсолутно покажува дека ОКТА во последниве 5-6 години не произведува нафта и нафтени деривати, побаравме да се во измените на Законот за енергетика таа фактичка ситуација да се реализира во Законот за енергетика и да ни се наведе точно дека ќе определуваме малопродажни цени за нафта и за нафтени деривати. Оваа иницијатива од владата беше прифатена и во текот на минатата недела собранието на нашата држава ги усвои овие измени и дополнувања на Законот за енергетика со кои што се предвидува Регулаторната комисија за енергетика да донесе методологија за определување на малопродажните цени за нафтата и останатите нафтени деривати. Тоа значи дека согласно на движењето на цената на нафтата на светските пазари и на преработувачите од кои се набавува, вие ќе определувате максималната највисока цена на нафтата и нафтените деривати? Да. Значи и досега, согласно договорот за купопродажба и еден од анексите на тој договор за купопродажба на ОКТА од страна на Хеленик Петролеум, кој што 1999 година беше ратификуван и од нашето собрание, беше предвидено едно државно тело да ги определува цените на нафтата и нафтените деривати. Обврските наши во тој дел од договорот во однос на определувањето на цените завршуваат на 8. мај и поради тоа што ние направивме и анализи, а исто така ги пратиме и случувањата во земјите од регионот, предложивме пред конечна либерализација на овој сектор да одиме чекор по чекор и еден како меѓу чекор да биде Регулаторната комисија за енергетика во наредниот период да определува повторно цени за малопродажни цени. Нашите очекувања се дека треба и пазарот да го подготвиме за целосна либерализација, особено имајќи го во предвид фактот дека во последниве 5-6 години пазарното учество на ОКТА на пазарот на големо со нафта е помеѓу 70 и 80% и сметаме дека не се создадени доволно услови за либерализација на овој пазар. Ако јас добро читам пораката, дека ако не се донесе законот до 8. мај, кога истекува договорот со ОКТА, дека ОКТА може да има одврзани раци да се формира сопствена цена која ќе ја пласира на домашните производи, на домашниот пазар. По 8. мај Регулаторната комисија за енергетика, доколку нема измени на Законот за енергетика, ќе нема надлежност повеќе да определува цени и нема да можеме ние на ниту еден начин да влијаеме на малопродажните цени. Повторувам дека се уште сметаме дека не се создадени услови за либерализација на пазарот. Треба да дадеме еден преоден период каде што ќе определуваме цени по една нова методологија
и да ги подготвиме сите пазарни Во една учесници. изјава велите дека, што е близко до ова што го зборувате, дека треба да се создадат услови за да се јават и други да речем учесници на пазарот за да се обезбеди оваа либерализација. Дали има заинтересирани кои би можеле да бидат конкурентни на домашниот пазар на ОКТА? Апсолутно дека има заинтересирани. Регулаторната комисија за енергетика во изминативе 10 на 15 години има издадено повеќе од 50 лиценци за трговија со нафта и нефтени деривати. При тоа поголем дел од нив не се активни, но 15 на 20 компании се активни на пазарот со нафта и нафтени деривати. И заради тоа сметаме дека треба да ги поттикнеме уште повеќе овие компании кои што веќе се активни да почнат да си конкурираат самите меѓу себе. Имајќи во предвид дека до сега ние имаме еден конзервиран сектор каде што цените не само во последниве 27 години, туку и претходно се определувани од некои државни институции. Поради тоа сметаме дека не би било добро одеднаш од еден целосно конзервиран сектор во однос на цените да отидеме на либерализација на пазарот, а исто така ги земавме во предвид и цените на нафтените деривати кои што ги има во земјите и од Европската унија, а особено во регионот, и нашите анализи покажуваат дека во нашата земја има најевтини цени во Европа, не земајќи ги во предвид Белорусија, Русија, Украина и Молдавија. Тоа создава помалку страф и очекување дека од 8, благодарејќи на ова дека имаме најниски цени, дека ОКТА може да пледира на освојување на пласман на своја цена која би одела далеку или би била повисока од сегашните што вие ги обезбедувате. Значи, нашата интенција е да одиме чекор по чекор, да не дозволиме да се случуваат ценовни шокови. Ние испративме иницијатива, таа беше прифатена, реализирана е. Сега очекуваме дека до започнувањето на изборната кампања измените на Законот за енергетика повторно ќе бидат усвоени, за да можеме да донесеме нова методологија. При тоа сакам особено да потенцирам дека имаме формирано и работна група во рамките на Регулаторната комисија за енергетика, во која се вклучени сите засегнати државни институции, како и поголемите трговци со нафта и нафтени деривати во нашата земја. Како се движат цените на нафтата на светските? Може ли ова амплитуда која се симна до најниска сега има повторен бран на покачување? За жал, светот излезе од една, да речам, постабилна зона на цените на светските берзи на нафтата во една нестабилна и непредвидлива зона, и тие за жал знаат во текот на 2 недели кога ги определуваме цените да варираат од плюс 1-2% до минус 1-2%, за разлика од еден претходен период кога беше сето тоа постабилно. Поради тоа ние имаме и карактеристично и промени на цени, или зголемување 2-3 денари, па намалување 2-3 денари. За жал, ниту Македонија, ниту Регулаторната комисија за енергетика може да влијае на овие случувања на светските берзи. Морате ли баш така често да ги менувате? 2-3 дена плюс, минус и така? Дали тоа во околината така се прави или има некој подолг период за пеглање на цените? Порано, да речеме, во периодот на социјализмот се менувале, тие биле стабилни за поголем период, каде што државата се обидувало да држи некој социјален мир плюс-минус. Сегашните искуства покажуваат дека може тоа да биде определување на 7 дена или на 14 дена. Во моментов во нашата земја се на 14 дена. Правиме анализи во соработка со трговците и со останатите институции, ќе утврдиме дали со новата методологија ќе имаме период 7 дена или 14 дена. Во зависност, ние сакаме да им помогнеме и на трговците, но сакаме да им помогнеме и на крајните потрошувачи. Значи, сакаме да обезбедиме една вин-вин ситуација за сите заинтересирани страни. Господин Бислимовски, стартуваше либерализацијата на струјата од 1 јануари. Евана е определен како главен
снабдувач, универзален снабдувач. Дали тоа на одреден начин не значи соведен монопол како што е во случајот со Окта, која исто така може да ви го стести маневарскиот простор во однос на определувањето на цената на струјата? Значи, досега во нашата земја имаме регулиран и нерегулиран пазар. Ева на Македонија АД Скопје досега беше снабдувач на така наречени тарифни потрошувачи на регулираниот пазар, на кој што регулаторната комисија за енергетика ги определува цените. Значи нема простор тамо кога имаме регулатива каде што регулаторната комисија за енергетика кажува цени, да има монопол и да се прави притисок врз цените кои што ги користат граѓаните. Значи исто како што бараме и во делот на нафтата, Окта, односно овој бизнес во одреден период понатака 1-2 години да биде регулиран, така и во делот на струјата имаме пазар кој што е целосно регулиран од регулаторната комисија за енергетика. Инаку, некаде 35 до 50% од пазарот на електрична енергија во нашата земја е веќе либерализиран, а особено во последниот период, од 1 јануари навака, малите потрошувачи, особено што мали потрошувачи кои што ја плаќаат популарно на речената индустријска струја, ја искористија придобивката од либерализацијата на пазарот и веќе извештаите кои што ги добиваме за јануари, како и за февруари, покажуваат дека нивните трошоци се намалуваат некаде за 20 до 30%. Што правиме со бенефитите за домаќинствата, за општите потрошувачи? Беше така прилично гласно најавено дека тоа ќе придонесе за намалување и на цената на струјата за домаќинствата. Во овој момент цената за струјата на домаќинствата кај нас е најефтина во Европа, освен во Србија. Значи, во овој момент цената на пазарот, просечната цена на пазарот, набавната цена е помеѓу 70 и 80 евра за мегават час, и на тоа доколку се додаде трошокот за мрежарина, за преносната и дистрибутивната мрежа, кој што изнесува приближно 30 на евра, значи доколку едно домаќинство се реши да оди на слободен пазар, би плаќало 110 евра, помеѓу 100 и 110 евра за мегават час. На регулираниот пазар, тамо каде што ние ги определуваме цените, регулираната цена за домаќинствата е околу 4,5 денари, 75 евра за мегават час. И исто така, со новиот закон за енергетика има заштитен механизам, односно ЕЛЕМ е задолжен во наредните 7 години основните потреби за домаќинствата да ги понуди на универзалниот снабдувач, односно на новоформираната компанија, сега која што ќе произлезе од Ева на снабдување, односно од Ева на Македонија. На тој начин и понатака ќе се обидуваме цената на регулираниот пазар за домаќинствата да биде во рамките на постоечката. Се разбира, доколку имаме ценовни шокови, а во изминатиот период цената на електричната енергија и на слободниот пазар во Македонија, која што е апсолутно поврзана со цената на регионалниот пазар, ни покажува дека имаме одредени скокови, но очекуваме дека ЕЛЕМ со своето домашно производство ќе успее да ги испегла овие скокови и да обезбеди стабилна цена за домаќинствата и во наредните 6-7 години. Има нешто што ме буни. Мислам и дека многу од граѓаните ги збунува понекогаш. Од една страна, ова битка за чиста околина, нели, сите ни сугерираат струјата е најмал загадувач, користете ја струјата преку инвертори и така натаму. Значи, создаваме општ амбиент на ширење на пазарот на потрошувачка на струјата. Од друга страна, дали тоа не на друг начин не создава сомнеш дека никој не принудува по секоја цена да трошиме струја наспроти другите видови на енергенси? Видете, во овој момент немаме гасификација за домаќинствата. Од тие причини сите велиме дека најеколошко грејење во зимскиот период, наместо на дрво, би било грејењето на струја или пак во
проширена мрежа на топлинска енергија. Јас верувам дека со гасификацијата и на Скопје и на останатите градови во државата ќе почнеме да ги учиме граѓаните дека има и поисплатлив и поекономичен начин за греење отколку што е електричната енергија. Инаку мене, ако ме прашувате, електричната енергија најповеќе би требала да се користи во индустриските објекти, каде што не може да се замени со друг енергенс. Ова не ми е јасно, а е прочитав. Дека вие велите дека производителите и потрошувачите ќе имаат можност за обештетување поради намален квалитет на испорачената електрична енергија. Ако ја тоа добро го читам, ако нема 6-7 сата, имаме право на обештетување? Апсолутно, значи ние со новите подзаконски акти кои што ги донесовме во извинатите неколку месеци, предвидуваме покрај, значи апсолутно не замислуваме да има ситуација да нема снабдување со електрична енергија 6 до 7 сата, туку потрошувачите и доколку не добиваат електрична енергија со соодветен квалитет, да имаат право на обештетување. Дополнително кон оваа мерка воведена и мерка за заштита на ранливи потрошувачи, односно вие ранливи потрошувачи кои што ќе бидат утврдени со програмата за енергетска сиромаштија, која што треба да ја донесе владата, ќе нема да може да се исклучат во клучните месеци кога користат електричната енергија за грејење, односно е тоа од декември до февруари, универзалниот снабдувач или доколку отишле на слободен пазар, ќе нема можност да ги исклучи овие ранливи категории на потрошувачи. Ева не подготвен за овој чекор? Па чим се јави на тендерот и го доби тендерот, апсолутно е подготвен. Дека слушам дека пола Гевгелија е исклучиле поради неплаќање на струја и да не зборувам сега за други региони, населби и така натаму. Значи во однос на неплаќањето на електрична енергија, само на социјално ранливите категории. Ние ова го кажавме и нашите регулатива се однесува на социјално ранливите категории на потрошувачи, кои што верувам со владината програма опсегот на социјално ранливи категории на потрошувачи покрај социјалните домаќинствата кои што примаат социјална помош ќе биде проширен, но кај оние домаќинства кои што имаат нормални приходи очекуваме и потекнуваме да се ги покриваат своите трошоци за електрична енергија. Инаку со концептот кој што беше спроведен на тендерот за избор на универзален снабдувач, всушност ние овој товар го префрливме кај универзалниот снабдувач, значи му е определена маржа за одреден период и сега доколку има проблеми со наплатата, ќе треба повеќе да се грижи универзалниот снабдувач. Тоа би било дупло голо, ствари. Јас верувам дека универзалниот снабдувач ќе биде чесен и одговорен. Ќе се најде интерес како да се ги реализира овие долгови во однос на неплаќањето на електрична енергија. Стимовски, само уште едно прашање. 600.000 домаќинства имаме. Колку од нив имате ли индикации или показатели дека се пријавиле да бидат конкурентни на слободниот пазар? И дали е тоа, претходно зборувавме дека тоа баш и не е така исплатливо, но дали е тоа добро и дали е тоа применливо? Во овој момент нема ни едно домаќинство кое што пројавило интерес да оди на слободниот пазар, ниту пак од другата страна од понудувачите, од снабдувачите, немаме ниту еден снабдувач кој што би им понудил. Само еден момент, ние кога зборуваме за домаќинство, обично мислиме индивидуални, но што станува со големите стамбени комплекси кои што имаат стотина станови, кои што имаат своји заедници, дали тие исто така може да бидат конкурентни да добиваат поевтина струја? Сите, значи во колективните стамбени згради, сите имаат право да си изберат свој снабдувач. За жал во овој момент, како што кажав, цената на слободниот пазар за домаќинствата би било од 100 до 110 евра, а на регулираниот пазар е 75 евра за мегават час, така да реално нема интерес ниту кај снабдувачите, ниту пак кај домаќинствата своите интереси да ги спојат и да би имало некои случувања во овој дел. Прашувам како ваша професионална вокација, што е тоа што ние не успеаме и сме толку инертни да не успееме да ја направиме деталната гасификациона мрежа?
Значи, се прават чекори за да направиме гасификација на Македонија, но во основа треба да разбереме дека треба прво да донесеме газ. Како што гледате, во последниот период се заокружува прстенот околу Скопје, благодарејќи на активностите на Гама, што представува одлична основа понатака оваа гасификација да се шири до крајните потрошувачи. Градот Скопје веќе формираше јавно предпријатие кое што ќе се занимава со оваа дејност и се разбира, мора и општините, градот Скопје, а и државата да покажат поголема активност во однос на гасификацијата, бидејќи не може сите ние да зборуваме за чиста животна средина, а да им кажуваме на луѓето да се греат на електрична енергија. Значи, концептот на производството на електрична енергија, кое што навистина многу не чини, бидејќи ние имаме термокапацитети и јагленот го копаме, го преработуваме, за да произведе електрична енергија и потоа таа електрична енергија ја даваме на домаќинствата да ја користат за топлинска енергија, при тоа нема никаков бенефит од тоа, значи не создава додадена вредност. Од тие причини мораме во нареднава година, дена, особено внимание да се обрне на гасификацијата, бидејќи тоа е во моментов најдобар еколошки енергенс за загревање на домаќинствата. Две кратки прашања што сите гледачи ги очекуваат. Ќе дојде до покачување на цената на струјата? Не верувам дека ќе има било какви ценовни шокови во однос на цената на електрична енергија, бидејќи како што кажав, најголем дел од потребите на домаќинствата и потрошувачите кои останале на регулираниот пазар ќе треба да ги задоволи Елем. Доколку се случи цените на слободниот пазар да бидат пониски од цената на Елем, во тој случај универзалниот снабдувач Евана нема обврска таа електрична енергија да ја откупува од Елем. За жал во моментов ја немаме таа ситуација, каде што, например, со последната одлука на регулаторна комисија за енергетика, цената на Елем беше околу 39 евра за мегават час. На слободниот пазар е 80, меѓу 70 и 80 евра, така да ценовните шокови во наредниот период, доколку би можело да се случат, ќе ги штити Елем. Тоа е и предобивка од новиот закон за енергетика. Добро, за бензините и за нафтените деривати рековме циц-миц секој 2 недели. Благодарам многу Марко Бислимовски, шеф на регулаторната комисија за енергетика. Поштовани гледачи, за неколку минути се селам на пултот за вести. Првите информации ќе бидат за кој е виновен за големата трагедија со автобуската несреќа, а потоа ќе чуете и информации околу сослушувањата на приведените до вчерашни блиски соработници на Саша Мијалков, Тони Акимовски и уште некои кои според сомневањата одлетале околу 800.000 евра без да има јасен рекапитулар како и зашто се трошени овие пари од специјалните фондови за тајните операции на тајните служби. Се гледаме за 10 минути со вестите на Еден ТВ.